Здраво на сите. Добро дојдовте во 84-та епизода на емисијата за млади Шорткат. Јас сум Гоше, а ова се најважните вести и настани од изминатава недела. Останете со нас, Шорткат почнува веднаш. Емисијата ја започнуваме со информацијата за дебатата на кандидатите за нов ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Горан Ајдински, Радко Дуев, Атанас Кочов, Христина Спасевска и Димитар Ташковски. Тие минатата неделя ги представија најважните точки од нивните програми. На трибината не учествуваше единствено кандидатката Билјана Ангелова, актуелен проректор за финансии на ОКИМ од Економскиот институт. Петмината кандидати за ректор најмногу се осврнаа на тоа дека на универзитетот му се потребни млади кадри, меѓународни проекти и повисоки плати. Гласањето за нов ректор на УКИМ е закажано за 30 мај, од 14 до 16 часот на сите 23 факултети и 5 институти. Истовремено отворен е конкурсот за нов ректор и на Тетовскиот универзитет, а рокот за пријавување е 29 мај. Според статутот на овој државен универзитет, новиот ректор треба да ја преземе функцијата на почетокот на следната академска година. Главната тема неделава ја посветуваме на државната матура. Испитот на зрелоста е услов за упис на универзитет. Навременото полагање е многу важно за да можат матурантите со резултатите да аплицираат на факултет. За важноста на самата државна матура, како и за тоа на кој начин таа би требало во иднина да се организира, дознаваме од разговорот со Лука Павикевиќ, председател на Сојузот на средношколци. Подготовките за полагање матура се во ЕК. Вработените во државниот испитен центар го прекинаа штрајкот и продолжија со организација на испитот, со што покажа дека интересите на 15.000 матуранти се поголеми од нивните интереси за повисоки плати. Според Сојузот на средношколците, многу е важно испитот да се одржи на време, а треба да се оди кон тоа во иднина да се полага на компјутер. Важно е државната матура да се полага во веќе одредениот рок, поради потребата да се проверат самите испити и подоцна да се isproducираат резултатите и оценките. Тие резултати, тие оценки понатака се испраќаат до факултетите каде што ученикот аплицирал и тука пред се би ги издвоил факултетите, односно универзитетите во странство. Анализата на Сојузот покажа дека 12% од матурантите, секоја генерација матуранти, 12% таа генерација планира да, односно го продолжува своето високо образование во странство. Тие факултети бараат резултати, рокот е секако индивидуално од држава до држава, меѓутоа општо земено резултатите треба да пристигнат или на почетокот или најдоцна до средината на јули. Ставот на Сојузот е дека ако испитите се стандардизирани, тие би требало да се полагаат на компјутер. Од јуни 2021 година има нова концепција за матура која ги адресира токму овие недостатоци околу дигитализацијата на процесот. Доколку испитите кои што можат да бидат стандардизирани, да кажеме математички задачи каде што се бара само точниот одговор, не и постапка, тие реално може да се решат на компјутер со заокружување, понатаму прашања од природните науки, од општествените науки, од англискиот јазик, од мајчиниот, од македонскиот јазик, од другите мајчини јазици и така натаму, секаде каде што има прашање на заокружување или прашања со надополнување, можат да бидат спроведени и проверени врз основа на компјутерски систем. Новата концепција која е предвидено да почне да се применува од 2026 година предвидува и испитот да се полага во големи сали и амфитеатри, училишни холови, што е пракса во високо развиените земји. Со тоа ќе се намали шансата за препишување, односно резултатите ќе бидат пообјективни. Првото полагање на мајчин јазик од државната матура годинава е закажано за 27 мај, а второто за 10 јуни. А сега споделуваме добра вест. Надлежните од Министерството за образование и наука ветија дека годинава, за разлика од лани, учениците од основните и средните училишта навреме ќе ги добијат свидетелствата за учебната 2022-2023 година. Поточно, како што ветија од МОН, свидетелствата ќе бидат доставени до училиштата во текот на следниот месец. Од МОН појаснуваат дека нивните колеги во Бюрото за развој на образованието, под чија надлежност е спроведувањето на постапката за набавка на свидетелствата, веќе ја реализирале таа обврска.
По целосната испорака, секој училиште индивидуално ќе ги одреди датумите за доделување на свидетелствата за секое одделение. На крајот од емисијата да ви информираме дека ChatGPT од сега постои и како мобилна апликација. Компанијата OpenAI ја лансираше апликацијата, но само за уредите кои работат на оперативниот систем iOS, најавувајќи дека Android верзијата ќе пристигне наскоро. Апликацијата е бесплатна за симнување и користење и истата ја синхронизира историјата на разговор помеѓу повеќе уреди. Апликацијата нуди можност и за гласовно внесување со поддршка на моделот за препознавање говор со отворен код Whisper, исто така на OpenAI. Ова беше се за денешната епизода на Shortcut. Ви благодариме што бевте со нас и пишете ни секако на Instagram и TikTok за каква било сугестија или предлог и секако не заборавајте да не гледате и следниот четврток во истото време. Во меѓувреме читајте ја рубриката за млади ЦТРЛ на meta.mk. Чао, чао!